Мене прво ми е град Штип ми е во срцето, затоа што сум поминал овде една година од мојот живот. Прво, према град Штип имам посебни чувства. Затоа што овде ме примија како, мислам, ја овде живеев како да сум роден во Штип. Многу пријатели стекнав додека бев тука, многу пријателки стекнав. Имав навистина срдечни дружби со многу интересен светот на уметноста, културата и така натаму. Втора работа е тоа што овој универзитет некако се зближивме преку Тони Китановски, кој беше декан на Музичката академија и кој меѓу другото ме предложи, овој универзитет мене ме предложи да добијам државна награда. И ја тоа не можам да го заборавам, затоа што на никој претходно не му текна да ме предложи. Тони Китановски иницијатор, поддржано од ректоратот на универзитетот и конечно ја добив пред 5-6 години, ја добив таа државна награда 11 октомври. Трета работа е тоа што син ми Јан Стефановски студира на овој универзитет на класата за джез. И четврта работа тоа што сакам символично на некој начин да се одолжам на сите тие вниманија кои овој факултет ми ги има или универзитет ми ги има покажано. На тоа внимание кој ми го има укажано, сакав символично да возвратам. Со тоа што јас цел живот бев претплатен на некои музички часописи врзани за гитара и врзани за продукција на музика. И уште додека не беа достапни тие часописи, зборам за рани 80-ти години, 90-ти години, 2000-ти години, бев претплатен на Guitar Player, на Sound on Sound, тоа се часописи што доаѓа од Америка и од Англија. И собрав прилично голема количина на часописи и ми се виде фина идејата младиве студенти да можат да консултираат, да земат по некој часопис од библиотека, да го прочитаат евентуално нешто што ги интересира нив. Знам дека живееме во дигитално време, книгите не се многу на цена, нити часописите, ама јас сум стара школа и ја верувам во моќта на книгата и во моќта на часописот или моќта на печатените медиуми. Затоа што човек кога ќе види нешто на интернет, мислам дека одма го заборава. А човек кој ќе прочита книга не ја заборава така лесно. Така што мислам, многу скромно, како да кажем, скромен чин е тоа, ја не направив кој знае што. Меѓутоа, ја овде сум свирил концерт во Домот на културата, по повод исто беше некој јубилеј на факултетот и на универзитетот. И имав дури со мојот колега Мирослав Тадич, одржавме и мастер клас за студентите по музика. Верувам дека ќе има прилика и во иднина да продлабочиме таа соработка и тој меѓусебен респект што го имаме со овој универзитет. Мислам дека доволно е да